Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е последното издание на Дневникот за денеска. Еве што издвојуваме. Ќе добие ли правната битка Дедо Љубе од Којково? Инвестиција на белгиската компанија Слабинг. Напад врз американскиот амбасадор во Сеул. Значајна победа за Куманово. За помалку од една недела Македонија врати долгови од речиси 200 милиони евра. На крајот од минатата недела државата предвреме се раздолжи со Меѓународниот монетарен фонд преку отплата на 174 милиони долари, а вчера пак ја намали задолженоста на домашниот пазар за 25 милиони евра. Откако државата во вторникот се задолжи за речиси 21 милион евра, ден подоцна врати 45,5 милиони евра по основ на доспеани државни хартии од вредност. По последните отплати државниот долг се намали на 34,9% од БДП, а јавниот на 42,2%. Со сервисирањето на врските кои доспеваат за плаќање, Македонија останува во безбедната зона кога е во прашање големината на долгот. Ова најмногу говори дали во Македонија има стабилна макроекономска ситуација, дали е стабилна состојбата со буџетот, дали имаме или не одредени проблеми. Кога предвремено се раздолжуваме, кога ги враќате долговите, тоа е најдобар одговор на се, изјави премиерот Никола Груевски. Со раздолжувањето се испраќа позитивен сигнал кон странските инвеститори, важно и за домашните компании, бидејќи покажува дека економијата е во добра кондиција и постои макроекономска стабилност, оценуваат експертите. За навременото сервисирање на врските пристигна и пофалба од ММФ. Шефицата на фондот Кристин Лагард смета дека Македонија направила правилен чекор со одлуката пред време да ги затвори врските произлезени од кредитната линија за предпазливост, со што се искачи скалило погоре на меѓународниот пазар на капитал. Со ова Македонија се профилираше како земја која навремено ги сервисира врските кон меѓународните кредитори и која за разлика од другите земји од регионот се уште е во безбедната зона. Светската банка во последниот јануарски извештај потврди дека јавниот долг на Република Македонија е под регионалниот просек, кој изнесува 52,3% од БДП. Белгиската компанија Слабинг започнува со производство во скопската населба Газибаба. Инвестицијата вредна 3 милиони евра беше официјализирана на средбата помеѓу главниот и извршен директор на белгиската фирма Лукс Слабинг и заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Шекеровски. Реномираната белгиска компанија Слабинг одлучи да инвестира во општина Газибаба, каде за почеток веќе обезбедена хала и работен простор во површина од 900 метри квадратни. На средбата во Скопје меѓу косопственикот Лукс Слабинг и заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Шекеровски официјално беше утврден почетокот за старт на производството. Со влезот на белгиски Слабинг, што за нас како владен тим представува валоризација на сиот досегашен ангажман и напори за нивно убедување да дојдат во Република Македонија, ќе се отворат нови можности за вработување на нашите граѓани, но и можност за деловна соработка со голем број локални комитенти, истакна заменик директорот. Косопственикот и главен извршен директор упати благодарност до Шекеровски и тимот за возможената поддршка. Во втората половина од 2014 година остварив средба со господинот Шекеровски и неговиот тим од Агенцијата за странски инвестиции во Скопје, кој што навистина со својата професионалност и континуирана поддршка во сиот изминат период ми овозможија полесно да донесам одлука. Сигурен сум дека ова ќе биде добра препорака и за моите деловни партнери од Белгија и пошироко за инвестирање во Македонија, каде што наидовме на одличен прием, изјави Слабинг. Компанијата се занимава со лазерско сечење и обработка на метали, а истовремено е еден од најголемите клиенти и инвеститори во една од технолошките индустријски зони. Ќе добие ли правната битка Дедо Љубе од Којково? Старецот кој пред 2 години во семејната куќа уби разбойник и го рани неговиот соучесник е човек кој разбранува јавноста деновиве. Во Кумановскиот суд одговара за 3 кривични дела, а адвокатската канцеларија Ѓоргиевски од Куманово ќе му биде бесплатен правен застапник. 75-годишниот Љубомир Митев од кратовското село Којково, кој пред 2 години во својата куќа застрела двајца разбойници, од кои едниот го усмртил, а другиот го ранил, бидејќи го нападнале старецот и неговата сопруга. Деновиве во Кумановскиот суд одговара за 3 кривични дела: убиство во обид, убиство во миг и недозволено држење на оружје, затоа што на 27 февруари 2013 година го убил 28 годишниот Зоран Златанов од село Пантелеј, а го ранил 30
30-годишниот Борчо Иванов од село Поплаки, кои неколку часа ги малтретирале Љубомир и неговата неподвижна сопруга за да изнудат одговор од нив каде ги криеле парите. Рочиштето кое требаше да се одржи минатата недела се презакажа за 14 април, затоа што дедо Љубе не го примил обвинението и немал бранител, информираат од јавното обвинителство. Инаку адвокатската канцеларија Георгиевски од Куманово бесплатно ќе го брани дедо Љубе во судскиот процес. Во телефонски разговор од таму изјавија дека додека ја изготвуваат одбраната нема да излегуваат со официјална изјава во медиумите. Адвокатската канцеларија Георгиевски од Куманово како правни застапници на дедо Љубе од селото Којково, Кратово, во поглед на фактите дека ја подготвуваме одбраната, особено изготвувањето на правната стратегија, одлучивме да во наредните денови не излегуваме со никаква изјава или прес, со оглед на фактот дека дел од изјавите кои излега од медиумите ни наштетуваат на предметот, а за нас како одбрана е најбитно да издействуваме правилна судска пресуда и понапастерата на дедо Љубе во конкретен случај, додека не ги утврдиме сите решителни факти по извршените увиди во списъци на предметот и добивање на соодветни копии од документите, ќе излеземе со официјална изјава. Инаку минатата недела дедо Љубе пеш пристигна на судењето во Кумановскиот суд. Кобната вечер 27 февруари пред 2 години во семејната куќа на Митеви насилно влегле двајца кратци за да најдат пари и двајцата старци започнале зверски да ги тепаат. Најпрвин го измачувале Љубомир, а потоа отишле во другата соба да ја малтретираат и неговата бабичка. За тоа време дедо Љубе се излекол и ја зел својата ловечка пушка, пошто го убил Златанов, а го ранил Иванов, кој сега одлежува затворска казна. По немилиот настан, граѓаните направија фејсбук групи насловени Слобода за дедо Љубе, на која секојдневно се приклучуваат илјадници следбеници. Поддржувачите на дедо Љубе од цела Македонија планираат масовно да се соберат пред Кумановскиот суд на рочиштото закажано следниот месец. Големиот број на дупки се главен проблем со кој се соочуваат кумановци веќе подолг временски период и бараат од надлежните трајно да се реши проблемот. Санирањето на ударните дупки во Куманово ќе започне да се спроведува кон крајот на март, најави од секторот за урбанизам. Маја Денчевска. Граѓаните на Куманово се жалат на многобројните ударни дупки од кои се оштетуваат нивните автомобили и бараат долготрајно решение за проблемот. Вела дека големиот број на дупки се причина и за настанување на сообраќајни несреќи. Нон-стоп идемо по мајстори, правиме ги автодупки, има на сваки 10 метра дупки, тој не се дупки, него кратери би навиш. Не е проблем до нас, проблем е до овие наши локални власти. Улиците во Куманово се катастрофа. Има многу дупки, треба да се поправат, никој не работи на тоа. Има причини многу за сообраќајки, треба уредно да се среди, треба добар асфалт. Они направат една киша се тоа однесе. Дупки колку сакаш, значи плаќамо све за пута, нема добар пут. Лошо е свегде, и центар е лошо, а не па да збориме по насабе. Катастрофа. Дупки многу има, никако не се одржува улици. Тој што е исцепано, не се крпи, плюс тој некоја реконструкција и сече ги стави по еден месец тој. Лошо по лошо не може да види. Санирањето на ударните дупки во Куманово ќе започне да се спроведува кон крајот на март и почетокот на април, информираат од секторот за урбанизам од општина Куманово. Според најавите на надлежните, санирањето ќе започне од централното градско подречје и ќе се прошири кон приградските населби. Меѓу улиците кои ќе бидат опфатени со санацијата се 11 октомври, Доне Божинов, Гоце Делчев, Благо Елиевски Гуне, Страшко Симонов, Индустријска и секаде каде што има потреба, нагласи од секторот. Санацијата не може да започне во овој период и поради временските услови, но и поради нефункционирањето на ниту една асфалтна база. По повод 8 март, децата од објектот Бубамара од македонска, албанска и српска националност го посетија домот за стари лица Зафир Сајто и притоа со песнички, подвижни игри, изработени честитки им го честитаа празникот на корисничките во домот. Децата од јавната општинска установа Ангел Шајче со помош на своите учителки изработија осмомартовски честитки кои им ги подарија на корисничките на услугите на домот за стари лица Зафир Сајто. На овој начин тие им го честитаа предстојниот празник на корисничките, откако со свечена приредба го збогатија празничното расположение во домот. И денеска по овој убав ден, 8 март, децата од објектот Бубамара од македонска, албанска и српска националност дојдоа да ги посетат штитениците на старечкиот дом Зафир Сајто.
По повод овој празник, децата од овој објект изработија и прекрасни честитки кои самите заедно со своите учителки ги направија и денеска ќе им ги подарат, значи покрај овие убави песнички, стихотворби и подвижни игри, ќе им подарат и прекрасни честитки изработени од нив. Јавната установа Зафир Саито особено работи на организацијата на културно-забавниот живот и поврзување на корисниците на услугите со општествената средина, вели Росица Митиќ, социјален работник во домот. Да ви кажам нешто што е многу интересно, а тоа е дека секоја средба со дечињата од градинката Ангел Шајче за нашите стари баби е посебно доживување. Најверојатно се осеќаат и асоцираат на своите внучиња. Така да овој ден сигурно секогаш убаво одбележан и секогаш за добро сеќавање на нашите кориснички во домот што се. Оваа посета е резултат на традиционалната соработка на детската градинка Ангел Шајче со домот за стари лица Зафир Саито. На овој начин, преку практичен пример, најмладите се учат како треба да се почитуваат повозрастните и како треба да им се посвети внимание. Традиционално по шести пат градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски ги посети дамите, членки на двете здруженија на пензионери од градот, каде со цвети им го честита предстојниот празник 8 март. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената 8 март, градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски ги посети и им подари по еден свеж цвет на дамите членки на двете здруженија на пензионери во општината. Пред 8-мартовската посета на клубот, каде овие лица секојдневно се собираат и дружат, е традиционална. Првиот човек на градот ги посетува веќе 6-та година поред, со што ги афирмира заложбите околу грижата за сите генерации. Како едно мало внимание кое еве јас практикувам веќе 6 години уназад го правиме, едно внимание кое го даваме на дамите од Сдруженијето на пензионерите и сметам дека е убаво и дамите од Сдруженијето на пензионери имаат во својата агенда денеска и своја прослава во ресторан и тоа е еден мал повод да се видиме, да им обрнеме внимание на сите, значи на сите дами по повод престојниот празник 8 март, им го честитам празникот, им посакувам многу здравје, радост, среќа и љубов. Задоволна од гестот на градоначалникот, председателката на активот на жени, Анка Стојановска, нагласи дека ваквите пригоди се можност за заимничка прослава и дружење во предпразнична атмосфера, додека помладите се подготвуваат за трибини, тематски конференции, но и посвечени 8-мартовски прослави. Младите кои го одбележуваат со трибини, со различни тематски конференции во врска со правата на жените, што всушност представува и 8 март. Ние како пензионерки и овде традиционално, јас прва година сега, го одбележуваме со една заедничка веселба, со едно дружење, како ден за опуштање, а оние кампањи, трибини, округли маси им ги препуштаме на помладите. Со желби за здравје, радост, љубов и успеси на секоја пола, градоначалникот Алексовски им го честита предстојниот празник на сите припаднички на понижниот пол. Околу 40 заболени од варичела регистрирани во првите 2 месеци во Центарот за јавно здравје Куманово. Сепак ова година може да се каже дека се намалува бројката на заболените од ова детско заболување. Епидемиолозите велат дека станува збор за циклично заболување кое што најчесто поминува со лесна клиничка слика. За разлика од претходните години, кога во овој период имаше најмногу заболени од варичела во Кумановско или во народот позната како овчи сипаници, годинава бројката на заболените се намалува. Во првите 2 месеци биле евидентирани околу 40 заболени, од кои најголем број деца до 6 годишна возраст. Лани на подрачјето на регионот најмногу заболени имало во Крива Паланка.
Оваа година родителите не мора да стравуваат. Оваа година немавме такво епидемиско јавување во некои затворени колективи како што се градинки и училишта, освен на подрачје на општината Крива Паланка, каде што во почетокот тие во април месец регистрираа малку зголемен број на заболени во однос на претходните години, така да тие и пријавија една мала епидемија на заболени од овчи сипаници на ниво на општината Крива Паланка. За ланската година инфективен период, тој инкубационен период е од 14 до 21 ден, и во периодот на почетокот тој е најзаразениот, детето е најзаразено во тој период додека не се појават крустите. Лекарите препорачуваат хигиено-диететски режим која олеснува и онака лесната клиничка слика на заболените. Сепак потребно е мерување. Воедно лекарите укажуваат дека варичелата, како и останатите инфекции, поминува со температура и со меурчиња кои подсетуваат на меурчињата кои се јавуваат од алергиски инфекции. За варичелата е значено да не се доаѓа до контакт со овие крустички, они кои што се појавуваат, избегнување на кашлањето и кивањето. Во затворени болните треба да се лекуваат, значи во изолација, во домашни услови, тогаш децата да не се пуштаат на училиште или пак во градинките. Основно е хигиената, тој хигиено-диететски режим, миење на рацете или крпите, значи со посебна крпа овие деца да се бришат. Лани на подрачјето на Кумановско имало 263 заболени, што е за 50% помалку во однос на 2013, кога имало над 580 заболени. Вести од светот: напад врз американскиот амбасадор во Сеул, ден на жалост во Украина, започна судењето за нападите на бостонскиот маратон. Хилари Клинтон сака да и се објават мейловите. Американскиот амбасадор во Сеул, Марк Липерт, е во стабилна состојба по нападот со нож што врз него го изврши маж што извикувал Северна и Јужна Кореја треба да се заедно, соопшти јужнокорејската полиција. Фотографиите кои се појавија во медиумите по нападот го покажуваат Липерт кој избезумен и гледа во својата лева рака покриена со крв. Стейт департментот го осуди нападот што се случи во галерија во центарот на Сеул, каде амбасадорот требало да одржи предавање за перспективите на мирот во поделената Кореја. Според Стейт департментот, Липерт е во стабилна состојба по операцијата извршена во сеулската болница, а раните не биле животно загрозувачки. Нападот ќе збуни многумина, знаејќи дека САД и Јужна Кореја се сојузници во многу акции, воени сојузници и блиски економски партнери, но извештаите кои велат дека 55 годишниот осомничен за нападот Ким Ки Јонг за време на нападот извикал Јужна и Северна Кореја треба да се обединат, укажа на длабоката политичка поделеност на Јужна Кореја, каде се уште на сила е договорот со кој се заврши Корејската војна од 1950-53, но тој се однесува на прекина огнот, а не е мировен договор. Украинскиот председател Петро Порошенко денешниот ден 5 март го прогласи за ден на жалост за загинатите од рудникот за камен јаглен Засјатко во источниот украински град Донецк. Вчера наутро во рудникот дојде до голема експлозија на метан, а животот го изгубиле повеќе од 30 луѓе. Спасувачките екипи пред да започнат со операцијата на спасување на посмртните останки на рударите, морале во целост да ги неутрализираат отровните и запаливи гасови. Во време на експлозијата што се случила во 5:30 часот по локално време, во рудникот имало околу 230 рудари. Рудникот Засјатко е еден од најголемите во реонот на Донбас и се наоѓа на територија што е под контрола на проруските сепаратисти. Украинскиот премиер Арсени Јаценјук изјави дека сепаратистите не им дозволиле на околу 60 припадници на украинските спасувачки екипи да пристапат до рудникот. Во Бостон започна судскиот процес против Џохар Царнаев, кој е обвинет за нападите за време на бостонскиот маратон на 15 април 2013 година, при што загинаа 3 лица, а 264 беа ранети. Според обвинителниот акт, 21 годишниот Џохар Царнаев се товари дека заедно со неговиот постар брат Тамерлан ги извршил нападите. Тој исто така е обвинет и за убиство на полицајци за време на полициската акција за апсење на двајцата напаѓачи, при која беше убиен Темерлан Царнаев.
Меѓу присутните во судницата беа 20 од повредените, како и родителите на 8-годишниот Мартин Ричард, кој беше убиен при нападите. Според обвинителот, Царнаев бил радикализиран со идеите на исламскиот екстремизам и мислел дека си обезбедил место во рајот, со тоа што убил американци. Одбраната на Царнаев тврдеше дека тој бил заведен од неговиот постар брат. Експертите проценуваат дека процесот против Царнаев ќе трае 3 до 4 месеци, доколку биде прогласен за виновен, може да добие и смртна казна. Клинтон, за која се очекува да се кандидира за председател во 2016, сакала да биде на чисто, па побарала од Стейт департментот да ги објави незините мејлови, коментираат медиумите. Барањето за објава се однесува на мејловите од периодот на 4-годишниот мандат како државен секретар на САД, а се тоа откако се појави информацијата дека користела приватен мејл за службени цели и ја обвинија дека сакала да сокрие некои комуникации. Од Стейт департментот изјавиле дека ќе ја разгледаат поштата на Клинтон, колку побрзо можат, но дека процесот може да одземе време. За 4 години Клинтон го користела својот приватен мејл кој бил незаштитен. Тоа ги нарушува федералните закони, а се смета дека ова е и првиот компрометирачки материјал на идниот кандидат за председател. Под мотото "Бидете хумани, дарувајте крв", а по повод предстојниот празник на жената, Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на Крива Паланка во соработка на Унијата на жени од соседната општина Ранковце организира крводарителска акција во просториите на партискиот штаб. Беа собрани рекордни 63 единици крв. За хуманата мисија на Кривопаланчани известува Христина Николовска. Бидете хумани, дарувајте крв, гласеше пораката која активистките при Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Крива Паланка во соработка со Унијата на жени при соседната општина Ранковце ја пренесоа на денешната крводарителска акција. Истата беше организирана во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје. Акцијата се реализираше во просториите на партискиот штаб во Стара Чаршија, а меѓу првите кои ја покажаа својата хуманост на дело беше председателот на Општинскиот комитет Борче Стојчевски. Постојано Општинскиот на ВМРО ДПМНЕ организира крводарителска акција 2 пати до 3 пати годишно. Сега се вклучи за прв пат и оваа година Унијата на жени да бидат организатори на оваа крводарителска акција во координација со Општинскиот комитет на Ранковце и Унијата на жени на Ранковце. Ова е хуманчин, ова крв можеби грам крв да спаси живот. Сакаме да бидеме хумани, сакаме да покажеме, пак ќе ги повикам сите што сакат да дадат крв. Се чувствуваат хумано и поздраво, велат запрашаните крводарители. Па имам неколку пати давано крв, чувството е прво само за себе. Добро е да даруваме крв, да бидеме хумани, да покажеме дека и жените може да учествуваат во се и да бидат активни. По 4-ти пат. Најголемата привилегија да помогнеме на некого да се најде. Каде што треба да се најде. Па 12-13 пат најде. Какво е чувството, зашто се одлучувате да дарувате крв? Па добро, така ми е од време си давам такој. Се чувствувате поздраво? Поздраво, да. Ние даруваме сега по 28 пат. Понага се чувствувам подобро. Поздраво. Поздраво и поразположен. Повод е предстојниот ден на жената, а целта е спасување на човечки животи. Добре дојдени се сите членови, симпатизери и воопшто сите хумани кривопаланчани, порача председателката на Унијата на жени Елена Митевска-Давидовска. Унијата на жени денеска предпразнично на 5 март организира крводарителска акција. Поводот е, се разбира, празникот, меѓународниот празник на жената, да бидеме хумани пред се. Очекуваме голем одзив, не само од нашите активисти и членови, туку и од целото граѓанство на Крива Паланка.
Иако ова е прва крводарителска акција во организација на Унијата на жени, своите заложби за еден поубав и похуман свет ги реализираат мощно често. Во текот на вчерашниот ден беше организиран базар на рачно изработен накит и предмети од членки активистки, а собраните средства од продажбата ги донираа на едно семејство од ранлива категорија. Унијата на жени на Крива Паланка реши оваа година предпразнично да организира базар, на кој што базар ќе приложи изработки од наши членки, активистки, кои што изработуваат накит и украси. Сето тоа е нивна лична рачна изработка. Тие решија да ги донираат тие изработки, за да со цел се помогне на една наша сограѓанка која што е од социјално загрозено семејство. На последната акција за собирање крв на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка во месец октомври беа собрани рекордни 76 крвни единици. Во просториите на поранешен комитет се одржа меѓународно едукативно предавање на тема Матица кај пчелите. На ова тема покрај домаќините излагања има и гостите од Ќустендил, Бугарија, со кои што Кумановското здружение на пчелари по долг период има плодна соработка. Со големо внимание пчеларите од Куманово го следеа предавањето за значењето на матицата за пчелното семејство. На оваа тема пред камерата на К3 зборуваше членот на пчеларското здружение од Куманово Горан Митевски. Пчеларското здружение Пчела од Куманово имаме гостин предавач од Република Бугарија, господин Тихомир Стоицов, кој што е професионален пчелар, кој што има поголемо искуство и кој што денеска дојде да ни го представи неговото искуство, односно неговите техники на пчеларење. Конкретно денеска темата е производство на матици, како тој ги одгледува, на кој начин ги одгледува и за болести кои што се јавуваат и како се справуваат тие во Бугарија и конкретно и тој. Матицата покрај тоа што може да занесе дури до 2000 јајца дневно за 24 часа, во тој период таа воопшто не се храни самата, значи таа е принцеза, затоа англичаните ја викаат Queen. Затоа што неа пчелите, сите пчели работнички ја хранат со матичен млеч. Примајќи ја тој матичен млеч, значи она има толку енергија и моќ да може да снеси и до 2000 јајца дневно. Значи со од тие 2000 јајца дневно, значи ќе се изведат 2000 нови пчели работнички. И тоа секој ден така се менува, така да она троши многу енергија за незината работа. Но покрај тоа, покрај репродукцијата проста, незина улога е голема што лачи феромони, значи таа диригира со пчелното семејство, значи дава феромоните, значи од матица, значи овозможува да пчелното семејство работи во една хармонија, во едно да си ја работи секој член на пчелното семејство својата задача. Следниот состанок на оваа тема се очекува да се случи во Бугарија, каде кумановските пчелари ќе бидат дочекани од своите домаќини. Во продолжение следува информацијата за успехот на кошаркарите на Куманово. Екипата на Куманово на гостувањето во Кавадарци успеа да оствари важна победа против Фени од 89-80. Следува освртот од оваа средба. Урош Луковиќ со 30 поени 10 скокови беше најзаслужениот поединец за осмата победа на Кумановци во домашното првенство. Значајен придонес во победата на Куманово даде Александра Костовски, кој оствари 18 поени и 5 асистенции. Исто така и другите кошаркари дадоа свој учинок во важната победа. Со осмата победа Кумановци сега се наоѓаат на 5-та позиција. Во следното коло, во домашното првенство Куманово во сабота ќе гостува на последно пласираната екипа Водњански лисици. Тоа што се однесува до домашната сцена, на меѓународен план, Куманово го дозна противникот во четвртфиналето во Библ лигата, а тоа е екипата на Рилски спорт. Според програмата, првата средба е закажана за 10 март вторник во Бугарија, а реваншот е за 2 недели во Куманово.
Остануваме под обрачите. Александар Чапин е најновото засилување во тимот на МЗТ Скопје аеродром. Искусниот играч доаѓа на местото на американецот Дион Диксон, кој доби отказ минатата недела. Чапин доаѓа на барање на новиот тренер Алеш Пипан и ќе биде значајно засилување за МЗТ во походот на четвртата шампионска титула во низа. Кошаркарот кој има словенички и српски пасош со МЗТ се поврзуваше и во сезоната 2012-2013, но тогаш трансферот не беше реализиран. Тој заврши во Радничкиот Крагуевац и на крајот од сезоната беше прогласен за најкорисен играч во АБА лигата. Чапин во својата кариера играл во Крка, Телеком, Бон, Гравелин, Данкерк, Панелиноис, Реджо Калабрија, Цембрио Варезе, Паниониос, Локомотив Кубан, Жалгирис, Унион Олимпија, Турк Телеком, Будуćност, додека во МЗТ доаѓа од Јуве Казерта. НБА лигата во ноќта помеѓу средата и четвртокот понуди богата програма од дури 13 надпревари. Во центарот на вниманието беше неверојатниот Расел Вестбург, кој повторно имаше трипл-дабл учинок. Оклахома славеше против Филаделфија по едно продолжение со 123-118, а Вестбрук и на четвртиот надпревар во низа забележа трипл-дабл и застана рамо до рамо со големиот Майкл Џордан. Вестбрук со учинок од 49 поени, 16 скока и 10 асистенции, стигна до четвртиот двоен ефект во 3 ставки во низа, вкупно 6 во сезоната. Оклахома ја запиша 34-та сезонска победа и се наоѓа на 8-то место на западот. Покрај Вестбрук, кај Оклахома се истакна и Дион Вајтер со 20 поени и 10 скока, како и Диџеј Огастин со реализирани 17 поени. Голден Стейт против Милвоки стигна до 47-та сезонска победа. Марк Гасол погоди во последната секунда за триумф на Мемфис над Хјустон, во чии редови по суспензијата се врати Џејмс Харден. Гасол мечот го заврши со 21 поен, 7 скока и 6 асистенции. Џејмс Ирвинг Лов беше триото кое го однесе Кливленд до победата. Џејмс постигна 29 поени, имаше и 14 асистенции, Ирвинг постигна 26 поени, а Лав имаше учинок од 22 поена како и 10 скока. Победи остварија и Портланд, Индијана, Феникс, Бостон, Денвер, Њу Орлеанс, Мајами, Сан Антонио. Во англиската премиер лига синоќа се одиграа 7 надпревари со кои беше комплетирано 28-то коло. Победи забележаа фаворитите, а на врвот Челси ја врати разликата од 5 бода во однос на Манчестер Сити. Лондонските сини успеа да слават на гостување кај Вест Хем со 1-0 и ја задржа предноста во однос на конкурентите за титулата. Стрелец на единствениот гол беше белгискиот интернационалец Еден Азар во 22-та минута. Манчестер Сити на домашен терен беше подобар од Лестер со 2-0. Давид Силва во судиското продолжение од првото полувреме го отвори резултатот, а точка на победата стави Милнер на 2 минути до крајот на надпреварот. Манчестер Юнајтед го победи Њукасл со 1-0, Арсенал славеше со 2-1 против QPR, Стоук во дуелот со Евертон 2-0, Тотенхем против Свонси 3-2 и Ливерпул со Барнли 2-0. Од вторникот Астон Вила успеа да го победи ВБА со 2-1, Хал ремизираше со Сандерленд 1-1 и Саутемптон победи во дуелот со Кристал Палас со 1-0. На првенствената табела најдобар е Челси со 63 бодови, пред Манчестер Сити кој е втор со 58, Арсенал досега освои 54, Манчестер Юнајтед 53, Ливерпул 51, Саутемптон 49, Тотенхем со 47 освоени бодови. Угледниот француски весник L'Equipe објави дека Атлетико Мадрид во летниот периоден рок ќе се обиде да го донесе напаѓачот на ПСЖ Единсон Кавани. Во оваа нивна цел главната врска е дефанзивецот Диего Годин, кој е добар пријател со Кавани и соиграч од репрезентацијата на Уругвај. За да го купи Кавани, Атлетико Мадрид ќе мора да го продаде хрватскиот напаѓач Марио Манџукиќ, кој пред почетокот на сезоната пристигна од Бајерн Минхен. Марио Манџукиќ во Мадрид пристигна за 22 милиона евра, а по добрите партии, 12 постигнати голови во досегашниот дел од сезоната, неговата цена порасна на околу 30 милиони евра. Сепак, Едисон Кавани е далеку поскап и се проценува на околу 50 милиони евра. Снег ја зафати Македонија, а пообилни врнежи се забележани во Западна Македонија. Забрана за тешки товарни возила има на неколку патни правци. Стабилизација на времето се очекува од понеделник. До тогаш во Македонија облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Наред е метео.
Временската прогноза беше последната информација во овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.